озогласени жени криминалци во историјата. Кога станува збор за криминалот, мажите го задржуваат својот монопол како на повеќето полиња. Меѓутоа имало некои озлогласени жени кои си нашле место во историските книги за нивните грозоморни злосторства што може да го засрамат и најсуровиот од мажите. Еве листата озлогласени жени криминалци во историјата. Сандра Авила Белтран. Сандра Авила Белтран, озлогласена жена криминалец, позната како кралицата на Пацификот. Сандра Авила Белтран беше една од страшните трговци со дрога во своето време. Таа беше лидер на картелот Синалоа и партнер на колумбискиот трговец со дрога Хуан Диего Еспинос. Белтран некогаш контролирала голем дел од трговијата со дрога меѓу Колумбија и Мексико. Таа имала луксузен начин на живот. Джейн Джонс била педијатриска медицинска сестра во Тексас, која убила неколку доенчиња, инјектирајќи им лекови како дигоксин, хепарин. Таа имаше лоша идеја да ја достигне славата со тоа што ќе загрози деца и ќе ги спаси пред јавноста. Меѓутоа, работите не се одвивале според планот и неколку деца починале од срцева парализа и проблеми со дишењето. Джонс беше фатена, но доказите беа оскудни. По опширно сослушување таа беше прогласена за виновна за едно убиство и осудена на затворска казна. Таа е осомничен серијски убиец, како и една од најозлогласените женски криминалци. Таа е одговорна за смртта на над 60 доенчиња и деца. Карла Хомолка. Карла Хомолка била во неколку силувања и убиства со незиниот сопруг Пол Бернардо. Тие убија неколку тинејџерки, па дури и помладата сестра на Карла. Тие дури и снимија некои од нивните грозоморни дела. Полицијата на крајот ги фатила, но Карла успеала да добие полесна казна, тврдејќи дека Бернардо ја принудил да учествува во злосторствата. Овој озлогласен канадски серијски убиец заедно со незиниот сопруг силувале и убиле 3 млади девојки. Таа го привлече вниманието на светските медиуми кога беше осудена за убиство од небрежност по спогодбата за признавање на вина во 1991 година и 1992 година со силување на 2 тинејџерки од Онтарио, Лесли Махафи и Кристен Френч, како и за силување и смрт на низината сестра Тами. Дајан Даунс. Една од најлошите мајки во историјата, Дајан Даунс, се обидела да ги убие сите нејзини деца, за да го задржи своето момче, кој никогаш не сакало деца. Даунс ги застрелала своите деца и со автомобил со нив се возела во болницата. Таа измислила приказна за кражба на автомобил и за да ја потврди приказната си нанела рана. Само незиното второ дете починало, а сведочењето на незината најстара ќерка го докажало суровиот начин на мајката. Таа доби доживотна казна затвор. Филмот наречен Мали жртви е направен за незиниот живот. Беше инспириран од истоимената книга на Ен Рул. Таа е прогласена за една од најозлогласените женски криминалци во историјата. Айлин Вуорнос. Айлин Вуорнос како проститутка почнала на млада возраст. За да заработи повеќе пари, се препуштала на ситни злосторства, што ја доведувало во судир со законот. Таа започна врска со собарка од хотел по име Тајрија Мур, што ја натера да го зголеми степенот на незините операции. Тие станаа навика да ги ограбуваат клиентите на Вуорнос, пукајќи ги оние што им се спротивставија. По една година 7 мажи биле убиени од нив. Вуорнос беше фатена за виновна за неколку убиства. Таа беше погубена во 2001 година. Вуорнос ја прогласи за една од најозлогласените жени криминалци во историјата. Таа беше монструозен серијски убиец од Америка кој уби 7 мажи на Флорида. Филмот од 2003 година Монстер ја прикажува приказната на Вуорнос од детството до низиното прво осудување за убиство. Во филмот глумеше Шарлиз Терон како Вуорнос.
Покрај тоа, Шарлиз Терон освои Оскар за најдобра женска улога за улогата на Вуорнос. Гризелда Бланко, позната како кралица на кокаинот и црната вдовица, Гризелда Бланко не била ситен криминалец, таа беше кралица на дрогата и немилосрдна. Во текот на 1970-тите и 80-тите таа стана една од главните фигури во трговија со кокаин и војните со бандите во Америка. Таа беше безмилосен убиец, дури и не се срами да го убие сопругот поради пари. Се вели дека таа убила стотици луѓе, вклучувајќи ги и нејзините поранешни сопрузи. Таа беше фатена и осудена на 19 години затвор. По ослободувањето таа била застрелана од анонимен напаѓач. Овој колумбиски наркобос е една од најозлогласените женски криминалци. Покрај тоа, таа е пионер во трговијата со дрога, со кокаин во Мајами и подземјето во текот на 1950-тите до раните 2000-ти години. За време на транспортот на кокаин од Колумбија во Њујорк, Мајами и Јужна Калифорнија таа убила повеќе од 200 луѓе. Конечно, нејзината приказна заврши на 3 септември 2012 година. Таа беше застрелана и убиена на 69 годишна возраст. Мери Ен Котон. Џоан Фрогат како Мери Ен Котон во Дарк Енџел. Можеби најозлогласената од жените серијски убијци е Мери Ен Котон. Таа беше една од најсуровите женски ликови во историјата. Таа се омажила 4 пати, а сите нејзини сопрузи и нивните деца умреле од исти тип на стомачна треска. Секој пат таа наследувала големи суми, што во еден момент можело да предизвика сомнежи. На крајот, медиумите го фатија нејзиниот начин на работа и беше докажано дека таа ги отрила своите сопрузи, пријателите, па дури и нејзината мајка и децата со арсен. Колективно таа убила дури 21 лице, вклучително и 11 нејзини деца. Од 13 деца на Мери Ен, само 2 преживеале. Таа беше уапсена. Телевизиската драма Мрачниот ангел беше снимена за животот на Мери Ен. Драмата беше инспирирана од книгата Мери Ен Котон, првиот женски серијски убиец на Британија, од Дейвид Вилсон.